Сме назад во утрински брифинг со студискиот дел. Господинот Маријан Пејовски, представник на АЕК. Ке разговараме за она што значи роаминг. Добро утро. Господине Пејовски, деновиве веќе на големо се пишува заборавете на трошоците, роамингот започнува, што значи ќе бидат истите услуги во било која од соседните балкански држави. Меѓутоа има некои нејасноти во однос на тоа како функционира тој роаминг, дали интернетот, пред се бидејќи граѓаните ги интересира интернетот со оглед на тоа што започнуваат летните одмори, летните патувања, се ослободуваме од пандемијата, имаат луѓето обврски надвор. Ке ни објаснете всушност што значи тоа слободен роаминг и дали тој слободен роаминг е толку слободен всушност? Јас имам проблем да ве слушнам убаво во студиото. Веројатно има некои технички потешкоти. Се надевам дека да ве замолам, од режијата ми вела да ве замолам да ги извадете слушалиците за да може да ве слушаме подобро. Ајде повелете. Дали се слушаме сега? Сега се слушаме одлично. Повелете со што значи тој слободен роаминг. Да. Да продолжам каде што застанав. Значи, прво токму заради тоа што го кажавте и заради сите тие нејасноти, да ви се заблагодарам на можноста, нели, што ми ја дадовте преку ова вклучување, да тоа го објасниме на граѓаните. Денес е 1 јули и денес е денот кога стартува Roam Like at Home режимот. Тоа што значи, англискиот термин Roam Like at Home, значи во превод користете на роуминг услуги така како што ги користите дома мобилните телефонски услуги. Значи користете го вашиот мобилен телефон и во странство, односно кога сте во роуминг, во нашиот случај во една од земјите од Западен Балкан. Токму како што кажавте, не целиот Балкан, него оние земји од Западен Балкан, тоа значи нашата држава, Македонија, Албанија, Косово, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, за да биде јасно. И граѓаните наши, кога патуваат во една од тие земји, ќе можат да ги користат роуминг услугите преку нивните мобилни телефони на начин како што и по тарифни планови, како што тие мобилни услуги ги користат дома. Не случајно ова од тука го почнувам објаснувањето, заради тоа што сметам на таков начин ќе биде најјасно за граѓаните. Еве тоа што значи. Кога еден наш граѓанин патува, да речеме, еве сега доаѓа сезона на летни одмори, патува во Црна Гора или во Албанија, тоа значи дека ќе може да го користи мобилниот телефон за роуминг, иако, например, тој граѓанин има некој тарифен модел во кој што на постпейд, во кој што се вклучени неограничени минути во националните мрежи, неограничени SMS пораки и нормално во рамки на политиките на фер користење на операторот и одредена количина на интернет, например 10 гигабајт од прилика на мобилен интернет. Тоа значи дека поволностите, бенефитите на тој тарифен план ќе може нашиот граѓанин да ги користи патувајќи во една од земјите од Западен Балкан. Или ако летува Црна Гора или летува во Албанија, или може би Србија, Босна, не е ни битно, некаде на планина, може да си ги користи истите тие поволности согласно неговиот тарифен план. Значи, ако минутите тука му се вклучени во таа месечна претплата, кој да е износ 800 денари, 700, 1000 денари, не е битно, тогаш тие истите минути на сообраќај ќе си ги користи и таму. Значи може слободно да се јави и операторот нема тоа да му го наплати. Сега главното прашање кога доаѓаме ке интернетот. Често деновиве слушаме бесплатен интернет, неограничен интернет и така натаму. И тука е добро да го објасниме тоа за да граѓаните не бидат изненадени. Значи интернетот во принцип кога идете во роуминг,
добивате, зборам за овој сличен тарифен модел што го спомнавте, што имаме неограничени минути, некогаш често пати има и неограничен интернет во рамки на пакетите на операторите, меѓутоа во роаминг одредена количина согласно тој тарифен план, а тоа корисникот најдобро е да го искомуницира со својот оператор, ќе му биде дозволена да ја користи во роаминг. Еден пластичен пример, пошто има формула по која што тоа се пресметува, ама да не комплицираме до таму да не ги збуниме граѓаните. Еден наједноставен пример е, например, да речеме, ако имам околу 10 гигабајти сообраќај дома, мобилен сообраќај на мобил дата, интернет сообраќај зборувам, би имал околу 2,5 гигабајти надвор. Значи, тоа е неколкократно помалку, да не си помислат луѓето дека можам сега да отидам на одмор во Албанија и да си уклучам, или во Црна Гора, или не е битно каде, и да си уклучам интернет и на плажа цел ден YouTube да се слушам и да потрошам 20-30 гигабајти, тоа е бесплатно. Не е така. Дали операторите се задолжени да им напоменуваат, всушност да им пратат можеби SMS порака, да им пратат некакво известување на корисниците дека до тие 2,5 гигабајти натаму веќе ако продолжат да се користат интернет услугите дека ќе им бидат наплатени или граѓаните ќе бидат оставени на себе. Вас ве прашувам бидејќи нели доаѓате од АЕ кој што ги регулира овие работи. Ќе биде оставен на себе, ќе потроши десетина гигабајти кои што смета дека и дома му се нели дозволени и нема за тоа да плати ништо, а всушност на сметка утре ќе има наплата. Да, добро прашање. Операторите нема да ги остават граѓаните, ќе ги информираат благовремено, значи кога ќе достигнете лимит, операторот ќе го прекине интернетот и ќе ви информира најчесто со SMS порака. Ако вие дополнително сакате да користите и решите да си уплатите, например, операторите и сега имаат некои, да речеме, за 500 денари 2 гигабајти, тоа го нудат секаде во Европа дел од операторите. Сега кажувам само една тарифна можност која што имаат, иначе има и други. Значи, ќе го информираат корисникот и ако корисникот сака дополнително да користи, нормално, ќе му дојде на месечната сметка, ќе си го наплати тоа и меѓутоа со негова согласност. Нема граѓаните да бидат оставени да набилдаат месечни сметки и да се изненадат на крај на месец. А што е со оние кои што имаат кај домашните оператори што имаат неограничен интернет? Како нив им се пресметува тој роаминг со лимит на интернетот надвор? Истиот пример е независно дали интернетот е ограничен на некој 10 гигабајти, 15, 20, 100 можеби, или сосема неограничен. И во домашните тарифни планови, еве ако некој сте имале да прочитате некој тарифен план, секаде стои политика на фер користење. Значи, ако граѓанинот го задржи тој патерн, тоа начин, навики на однесување што го има во домашниот националниот сообраќај, независно дали се минути, интернет, SMS и така натаму. И тој го користи надвор, нема да има никаков проблем. Проблем ќе има само ако има некакви злоупотреби. Нормално, ако дома користите вие неограничени минути, ама користите некои 600.000 можеби минути месечно, не користите 10.000. Тоа е политика на фер користење. Таа ќе си важи и за надвор. Меѓутоа, во случајот со интернетот, секој пат е формула за пресметка. Тоа значи, месечната претплата има начин на пресметка, ама не би сакал да навлегувам во тоа. Кратко да одговорам на прашањето. Дури да има неограничен интернет дома, нема да биде неограничен надвор. Значи, примерот е истиот. Ако јас за неограничениот интернет дома плаќам некои десетина евра месечно во мојот тарифен модел, значи вие во месечната претплата не плаќате само за интернетот, плаќате и за минути и така натаму. Сега зборуваме за интернетот. Десетина евра, јас ја направив од прилика апроксимативно таа математика, исто така би имале околу 2-2,5, можеби 3 до 3 гигабајти интернет. Иако дома ви е неограничен, значи надвор нема да ви биде комплетно неограничен. Интернетот е скапа работа, така не е ни во земјите членки на Европска унија. Ние овој модел го преземавме од нив со поддршка на Европската комисија и на Советот за регионална соработка и сите земји од Западен Балкан
овој модел го усвоивме, така да истите тие можности што ги имат европските граѓани сега ги имаат и нашите кога патуваат во земјите од Западен Балкан. Тоа значи, господине Пејовски, Сега, да, повелете. Сакав само да објаснам и затоа што е многу битно да не го забораваме и за корисниците кои што се на припейд. Значи спомнавме за постпейд, меѓутоа исто така многу важно за корисниците на припейд. Логиката на Roam Like at Home режимот или роамирај како дома значи дека сите поволности, наплата, начин на наплата, тарифните модели кои што ги користите дома ќе ги користите и надвор. Тоа значи во земјите од Западен Балкан. Тоа значи ако користите дома како припейд претплатник, да речеме 3 денари минута, тоа ќе биде 3 денари минута и надвор. Ако користите не знам по мегабајт како или по 100 мегабајти, зависи од тарифен модел на припейд некој износ, сега ќе спомнам на памет 30 денари еве да речеме за 100 мегабајти, тие 30 денари за 100 мегабајти се аплицираат и надвор. Ме сваќате, значи корисникот на припейд, она што си го користи дома, слично како и тој на постпейд, ќе си користи и надвор. Значи ако имам јас 1000 денари кредит и отидам во некоја од овие држави, во рамки на тој кредит, јас ќе си ги користам услугите исто како да ги имам тие 1000 денари тука дома. Господине Пејовски, сега ова ако добро ве сваќам значи дека кога ќе патуваме во земјите од Западен Балкан, нема потреба да ги проверуваме мрежите, па да видиме телефоните дали е пуштен роаминг или не, туку слободно телефонот каков што е го внесуваме во друга држава и ни важат истите услуги. Така е. Дали тоа значи дека нема потреба? Да? Нема потреба точно да се конектираат, да бараат овој оператор, оној оператор, значи како што најчесто по автоматизам телефоните си бираат достапната мрежа. Да, дали тоа значи дека освен што значи дека сега нема да мора да се купуваат картички од оператори кои што можеби ги нема во нашата држава, а ги има во овие држави во кои што имаме нели договор за роаминг. Дали тоа значи дека тие имаат соработка меѓу нив во која што, ако јас по домашен оператор барам корисник во Србија додека сум во Србија, на нивен српски оператор, мене ќе ми важат истите предности кои што ги имам и дома. Дали тоа значи дека мојот разговор кон друг српски оператор исто ќе биде со неограничена минута или не? Значи апсолутно, да. И не само тоа, него ако јас сум во Србија, барам корисник во Босна, или во Албанија, или во Косово, или во Црна Гора, истите поволности ќе ги користам. Исто, ако барам и кај нас дома, значи сум во Србија, барам во Македонија некој корисник, истото важи тоа. Независно на кој оператор, овие корисници што ви спомнав, во различни држави, независно на кој оператор тие се кај нив корисници, односно се закачени. Не е важно. Меѓутоа, тоа не значи да не го помешаат граѓаните да ако јас сега сум тука кај нас дома и барам некого во Србија, тоа е меѓународен повик, тоа не е роаминг и тоа ќе биде наплатено. Тоа важи само на територијата на која што сте во моментот. Не ве разбрав, извинете. Тоа значи само дека истиот тарифен, всушност тие неограничени минути, ајде да речеме, важат само додека сте во Србија, всушност сте на нивна територија, не од дома кон надвор. Кога сте од дома, а звоните надвор било каде, тоа е меѓународен повик. Да, меѓутоа кога сте во Србија, а барате српски број, тогаш важат овие правила на роаминг. Така е. Добро, сакам да ве прашам уште нешто врзано со роамингот, еве ќе одземеме уште некоја минута од вестите, бидејќи важна е оваа тема, гледам дека има доста реакции во јавноста. Господине Пејовски, ова е дел од договорот подпишан 2019 на самитот во Белград. Потребни се неколку години да се имплементира. Во порано, ако се следи, например, развојот на мобилните оператори, колку беа скапи, например, не знам,
4 мегабајти беа скапи да се купат преку 100-200 денари. Па се овозможи, нели, повеќе антени се овозможија, па сообраќајот напредуваш. Сега имаме апликации кои што дозволуваат да се слушаме и со луѓето од други континенти за бесплатно, нели? Зошто воопшто е потребен тој роаминг и зошто е воопшто потребна таа наплата на операторите? Зошто им е нив важно да се скрати сообраќајот на интернет додека сте во друга држава? Видете, самите мобилни оператори се тука, тоа е нивни бизнес кейс, да речам, меѓутоа самите мобилни оператори за обезбедување на сите тие услуги имаат трошоци. Апсолутно. И не дека им е важно да се скрати, нив им е важно да тие да можат да ги покријат сите оние трошоци за обезбедување на услугите. Ние тие ги викаме големо продажни трошоци, по големо продажни цени. Често пати тоа е и главната задача на агенцијата, и убаво спомнавте овој развој на пазарот на електронски комуникации, конкуренцијата и падот на цените што сме сите свесни, е резултат на долгогодишна работа на регулаторот, на Агенцијата за електронски комуникации и на операторите. Значи, обостран труд, кој што резултира со добри поволности наспрема за корисниците, наспрема оно што било пред 10-15 години кога цените беа многу високи. Значи, кратко кажано, операторите гледаат нормално, тие се компании кои што бизнис ориентирани, профитабилни, нивната намера е да остварат што поголем профит. Нашата намера како агенција е да максимум што можеме обезбедиме услови за развој на конкуренција на пазарот, а на тој начин обезбедиме голем бенефит, што е можно поголем бенефит за нашите граѓани, за крајните корисници на мобилните комуникацијски услуги, односно на севкупните електронски комуникацијски услуги, меѓу кои тука е интернетот. Тоа е и во мисијата во самиот закон напишано во мисијата на агенцијата. И ние работиме колку што можеме подобро да тоа го обезбедиме. И ова што сега се случува, еве, формално од денес стартува, првиот разговор го правиме со вас, е еден доказ на обезбедување на голем, да речам, огромна корист, огромен бенефит на нашите граѓани. Знаете, предходно, само пред неколку години, ова е всушност и втор договор кој што се прави, првиот беше 2014, цените беа повисоки. Пред само неколку години цените да патувате во Србија или било каде во околните држави неретко беа 100 и повеќе денари минут. И сега доаѓаме од ситуација од тие 100 денари на некои, рековме, можеби рамно на домашните цени во припейд или неограничени во случај кога тарифниот план овозможува на поспет неограничени минути. Што е огромен бенефит. Вие да го користите вашиот тарифен план дома, онака како што национално разговарате, да можете и во роаминг. Мислам, тоа е изноредна можност за граѓаните. Да. Добро, господине Пејовски, јас ќе ви се заблагодарам на одвоеното време и се надевам, всушност и верувам дека објаснивме доста детално, доста разбирливо што значи тој бесплатен роаминг во соседните земји, односно земјите кои што го имаат подпишано овој договор, и се надевам дека и во иднина ќе имаме прилика да разговараме повторно. Благодарам многу на можноста да го дадеме ово објаснување. И јас само накратко би замолил да не го користиме од сите и ние, да речам тоа, иако жаргонски звучи убаво, да не го користиме терминот бесплатен, него да користиме баш онака како што се вика роаминг, онака како што зборувам дома, по услови како што зборувам дома, така и на граѓаните ќе им биде најасно. Значи, националните тарифни планови да се ги користам и надвор во овие земји од Западен Балкан. Така. Благодарност уште еднаш. Почитувани, пред да преминеме на четвртото информативно издание, како еден сумарум од разговорот кој што го имавме претходно во рамки на што значи тој роаминг со соседните држави, имено деновиве можеби сте забележале на вашите телефонски уреди или на апликациите на вашите оператори дека имате
бројки кои што велат дека имате некаде 2,5-3 различно според предплатите и обезбедено балкански роуминг, меѓутоа немате никакви други објаснувања на апликациите од вашите оператори. Еве токму ова е тоа кое што го збореше господинот Пејовски, дека тоа е пресметан дозволен роуминг од вашиот интернет пакет, оној кој што го имате, по една посебна формула која што операторите самите ја пресметуваат.